Во јуни 2018 година на социјалната мрежа Facebook како бомба одекна наградната игра на Визер по наслов Честитки. За 15 годишнината доделуваме 2 билети за било која дестинација за само $1. Првите, најбрзите пријавители ќе учествуваат и ќе ги добијат авиобилетите. Граѓаните кои учествуваа во наградната игра не забележаа дека пораките доаѓаат од лажна интернет страница наместо од официјалната vizer.com vizer.com/fly.net. Не е познато колку граѓани учествуваа во оваа измама, но јасно е дека сите мораат да ги блокираат своите картички пред измамниците да им ги украдат парите. Дали ја прочитавте оваа вест на интернет или на социјалните медиуми? Да, имав прилика да ја погледнам веста на социјалните медиуми. Да, јас ја видов и таа вест стигна и до мене. Дали поверувавте и дали учествувавте во оваа измамничка наградна игра? Ниту поверував, ниту учествував во истата. Воопшто не. Сам уште од почеток дополнително ја проверив информацијата на официјалната страна на Визер и се увидов и уверив дека се работи за лажна вест. Значи, веста е така конципирана што може да ги избуни на сите граѓани. И лично јас не учествував во таа. Дали некој од вашите пријатели беше излажан? За мои пријатели не мислам дека немаше никој, но секако таква лажна вест би створила револта и граѓаните, посебно тие што били измамени таа вест. Мислам дека имаше некој дел од моите пријатели кои што беа излажани. Не можам да кажам дека бев изнервиран, можам да кажам дека бев помалку гневен поради тоа што во нашата држава не постои еден филтер преку кој што би се филтрирале овие лажни вести. Таквите вести или таквите информации кои што се споделуваат се секојдневие за секој од нас, така што зависи од секој поединечно каков им е пристапот кон нив. Што предизвика оваа измама кај вас како граѓанин? Ваквите информации лично не ме допираат. Да ви кажам, право предизвика несигурност во поглед на информациите кои што се споделуваат помеѓу јавноста и на вистина ми беше жал што голем број на граѓани падна на оваа стапица и беа мислам и финансиски оштетени. Предизвика револт затоа што беше толку добро уверливо направена таа наградна игра или што и да беше, што предпоставам дека многу граѓани би поверувале во таа дека е легитимна и би се фатили на таа мамка. Дали ја видовте кај некој пријател да е споделена? Мислам да. Видов кај пријател да ја сподели? Да, кај многу пријатели. Дали ја коментиравте оваа вест со вашите пријатели? Во секојдневието ни се случуваат далеку пострашни работи и измами од ова, така што мислам дека е на некој начин секојдневие. Да, не на социјалните мрежи, мислам приватно, лично да ја коментиравме помеѓу. Не ја коментирав. Лажна вест или фейк ньюс е неточно или лажно информирање. Вест која содржи невистинити податоци, настани или изјави комбинирани со факти за да се создаде впечаток на вистинитост, што се пласира со штетна намера или за да привлече големо внимание во јавноста. Лажната вест се шири многу брзо преку социјалните мрежи и порталите. Понекогаш на лажни вести наседнуваат и ги пренесуваат и професионални медиуми. Лажните вести имаат за цел преку дезинформации да манипулираат со граѓаните и затоа се штетни за демократијата. Биди фраер, мисли со своја глава. Секогаш провери го изворот што ја објавува или споделува информацијата, авторот, полно име и презиме, назив или линк до медиумот од каде што е преземена, фотографиите и видеата со кои е пропратен текстот, датумот на веста. Дали гледате или читате вести и вие од каде се информирате, преку кој медиум, интернет, ТВ, радио или вестник? Се информирам и преку националните и преку локалните, меѓутоа и преку интернационалните медиуми. Во главно се информирам преку интернет, од интернет порталите, значи имам направено една група на интернет портали на кои што можам да им верувам и обично ги црпам информациите од таму, ама и во тој случај дополнително проверувам доколку се работи за некоја скандалозна информација, дополнително проверувам дали истата е точна. Секако дека гледам и читам вести,
најчесто гледам да се информирам од легитимни извори, легитимни медиуми кои што се добре етаблирани во медиумската сфера во Македонија. Што најмногу ве интересира? Политика, економија, мода, музика, култура или спорт? Култура најмногу. Можам да кажам политика и спорт најмногу. Па комбинација, политика, економија, секако тука се дел и од забавните вести што сакам да ги прочитам. Во која област има најмногу лажни вести? Па во сите сфери на живењето можете да издвоите такви искривувања на вистински факти. Тука, мислам, би се сложиле повеќето со мене дека во политика има најмногу лажни вести. Најчесто лажните вести мислам дека се во политика. На кои медиуми најмногу верувате и зошто? Па нема некој медиум на кој што посебно му верувам, меѓутоа следам повеќе медиуми и самиот се ја креирам сликата. Претежно верувам на ТВ медиумите, бидејќи верувам дека тука можноста да се представи лажна вест не е сосема исклучена, но е битно намалена. Најмалку верба имам на интернет порталите. Медиумите кои што изгледаат дека се професионални, имаат легитимна веб страна, имаат импресиум на веб страната, медиумите кои што ја пратат сцената, медиумите што не објавуваат вести кои што се од типот воу карактер или така нешта. Има ли објективни медиуми кои денеска достоинствено се извршуваат нивната професија? Па, за разлика од политичарите, медиумите, мислам дека по-достоинствено се ја извршуваат работата. Сакам да верувам дека има и мислам дека постои. Секако дека има објективни медиуми. Дали ги проверувате информациите или ги земате здраво за готово? Задолжително. Проверката на информација е нешто кое што треба да се подразбира, ништо не треба да се зема здраво за готово. Дефинитивно, кога се работи за некоја скандалозна информација, дефинитивно дополнително ја проверувам. Во денешно време ниту една информација не сме да се земе здраво за готово, значи потребно е да се прочитат повеќе извори за да се увериш во вистината на таа информација. Како ги проверувате информациите? Проверувам од неколку извори, за да направам една слика од еден таков мозаик на информација. Проверувам од други медиуми, дали истаа информација е споделена и на други медиуми во кои што верувам во нивните содржини. Па најчесто гледам да се информација од легитимни медиуми, медиуми кои што објавуваат вести на дневно ниво, кои што имаат веб страни легитимни, портали кои што се со сигурносни конекции и така. Ви се случило ли да поверувате, споделите некоја лажна вест на Facebook или на Instagram, мислејќи дека е вистинита? Не. Не можам да се сетам, можеби сум споделил, не можам да се сетам во моментов. Секако пред да ја проверам ми се случило да проверам на било каква вест. Најчесто не споделувам вести на социјалните медиуми. Сте се почувствували ли излажани, изманипулирани, вознемирени? И дали може да ни кажете која е таа лажна вест или полувистина што ве вознемирила? Дека ме вознемирува, не ме вознемирува, меѓутоа го навредува интелектот. Еве, последниве денови сме сведоци, водовод на град Скопје објавува информација дека ќе ги печателе сметките на хартија која што е биоразградлива. Секој малку образован човек знае дека хартијата сама по себе е биоразградлива. Нема тука никаква иновативност, нема тука никаква вест што е спектакуларна. Самата срж на веста е едно големо ништо или една голема лага. Вознемирени можеби, али не е друго. Најчесто лажни вести поврзани со безбедносна ситуација, со информации во врска со политички партии, информации поврзани со здравство, имавме многу такви вести во минатото. Што мислите? Кој најчесто ги пласира лажните вести и зошто? Зависи од потребата. Понекој што е во интерес на бизнис заедницата, понекој што е на политичарите. Редок е случајот кога тоа го прават новинарите. Постојат многу позадини за пласирање лажни вести, зависно во кој домен е тоа. Например, во политика, лажните вести се пласираат во главно од политичките партии за да се осети да се опипа пулсот на јавност. Па најчесто кои ги портали кои што работат за некоја политичка партија можеби, потоа портали кои што ловат кликови. Тешко ли е денес да се направи дистинкција или разлика меѓу вистинските и лажните вести? Па тешко. Мислам дека за помладите не е толку
голема тежина ова, затоа што младите повеќе сваќаат дека постои голема веројатност да се пласираат лажни вести, особено на интернет порталите. За постарата генерација ова е малку потешко. Па во моментов е многу тешко да се направи разлика помеѓу вистинските и лажните вести. Тука е потребна секако едукација на граѓаните, едукација на медиумите и потребно е граѓаните да имаат начини како да направат разлика помеѓу лажна и легитимна и вистинска вест. Што мислите за воведување на предмет медиумска писменост во образованието? Во образованието генерално недостига елементарна писменост. Значи, она што сум го имал како искуство повеќе од една деценија во образовниот процес, ми дава за право да го констатирам тоа дека се помалку младите луѓе читаат или пројавуваат интерес кон пишаниот збор. Начинот на нивното изразување се сведува на некаков колоквијален говор кој што е далеку од стандардизираната норма, се на се еден збир на нешта кои што прават некомплетни личности кои што понатаму се нудат и на пазарот на трудот, меѓутоа и се и влегуваат во редот на, така да го наречеме, интелектуалната елита, луѓе кои што во целост не се комплетни во поглед на таа писмена култура. Дефинитивно го поддржувам тоа. Мислам дека е добра идеја и дека би било многу корисно за младите да има таков предмет. Би сакали ли вие повеќе да се запознаете со оваа област? Секако, тоа интересот кон откривањето на вистината е во природата на човекот. Дефинитивно да. Да, секако. Што мислите за овој наш проект преку кој ние се обидуваме да ги едуцираме граѓаните за лажните вести и да го подигнеме нивото? Апсолутно позитивен и во голема мера би бил среќен кога би знаел дека 95% од луѓето кои што ќе го гледаат ова, ќе го слушнат и крајот на одговоров. Сметам дека е добра работа и во целост ве поддржувам. Ваквите проекти се многу корисни за граѓаните, за да можат понатака да направат разлика меѓу вистинска и лажна вест. Кога сме веќе кај лажните вести, би сакал оваа проблематика да ја видиме и од правната регулатива. Значи, согласно важечките прописи на Законот за медиумите, намерно или ненамерно, интернет порталите се пропуштени како субјекти кои што во медиум просторот, кои што емитуваат програма. Тоа на некој начин дава простор интернет порталите да не бидат регулирани и со тоа да пласираат непроверени или лажни информации, а за таа работа воопшто и да не одговараат. Поради тоа е потребно да се направи интервенција во Законот за медиуми, да се стават интернет порталите како субјекти на медиум просторот и со тоа нормално да одговараат за евентуално лажните вести кои што ќе ги пласираат. Говор на омраза ги подразбира сите форми на изразување што шират, поттикнуваат, промовираат или оправдуваат омраза, дискриминација или насилство, заснована на нетолеранција против кое било лице или група. Говор на омраза е кривично дело. Слободата на јавно изразување на мислата е загарантирана со устав, но не е апсолутно право и не треба да се злоупотреби за загрозување на животите или достоинството на луѓето. Веста, која изобилува со епитети и емоции, често има за цел да предизвика силна реакција кај тебе, да те потпали, да создаде чувство на гнев или страв. Биди фраер, не шири и не подлегнувај на говор на омраза. Мисли со ладна глава. Ти си одговорен за она што го говориш или пишуваш во јавност. Да, и на социјалните мрежи. Ти си одговорен пред оние со кои си споделил содржина или информација која содржи говор на омраза. Медиумската содржина не смее да деградира, да вознемирува, да заплашува, да повикува на насилство врз лица или социјални групи врз основа на предрасуди. Од денешната емисија снимана во општина Струга може да заклучиме дека и едуцирани граѓани потпаѓаат на лажни измами и наградни игри. Јавноста треба да биде коректив. Таа треба секогаш добро да ги проверува информациите и веднаш да реагира.